Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Битолското поднебје како да е родено да создава фудбалски таленти, одовде произлегува многу познати фудбалски имиња кои не само што го прославија фудбалот во градот под Тумбекафе, туку и пошироко надвор од границите на нашата држава ја афирмира Македонија, настапувајќи за клубови во странство. Еден од тие наши фудбалери кои остави трага во македонскиот фудбал е секако Тони Мицевски, човек кој заигра уште од младешките години во своето Поешево, тоа е село во близината на Битола, за кариерата подоцна да ја продолжи во Пелистер, па понатаму во странство, а своите меѓународни настапи најмногу вака ги круниса во Ханза од Росток и Тенис Борусија. Тоа се два германски клуба со традиција, клубови во кои што покрај Мицевски настапувале и други познати фудбалери и на некој начин ја градели историјата и на тие клубови таму. Тони Мицевски е нашата следна легенда. На почетокот да кажам дека тој беше и член на првата наша селекција на Македонија, она што го одигра оној пријателски надпревар со Словенија во 1993 година во Крајн. Тоа беше еден состав прв таков по самостојувањето на нашата држава. Победивме таму со словенците, тоа беше голема радост за нас, меѓутоа словенците подоцна отидоа подалеку од нас, ние останавме некако на тоа ниво, но во животот се случува, па може би еве и во фудбалот еден ден ќе тргнеме и ќе зачекориме така повисоко во тој фудбалски свет. Значи, овој пат емисијата е посветена на нашата легенда Тони Мицевски. Реков, прв пат фудбалската топка почна да ја шуткаш во твоето Поешево. Какви беа тие времења, Тони, тогаш кога заигра фудбал? Прво, добре дојдовте, значи, во Битола, односно во вашиот град. Значи, морам да кажам дека навистина многу чудна кариера, значи сум направил. Многумина се прашуваат зошто не беше во школите на Пелистер, зошто не тренираше во Пелистер и сите тие работи, али значи моите први печатоци, моите први почетоци на фудбалската игра беа токму во Поешево, значи 86-та година, значи некаде се приклучив на екипата со 16 години. Навистина Поешево имаше доста квалитетни играчи, иако сме можеби едно село со 50 на куќи, али мислам дека можеби едно најфудбалските села во можеби не само во Македонија и понастрана, бидејќи ова село има и двајца, значи репрезентативци на Македонија. Знаете дека и Горан Ставрески исто потекнува од Поешево. И да кажем дека навистина, значи од почетокот полека значи на некој начин се наметнував како дете младо и во една прилика, значи дека Ѓоко Хаџиевски беше тогаш тренер на Пелистер. Во една ситуација му рекоа дека во Поешево има две добри деца, тоа е значи за мене и за мојот брат, значи Инче. И Ѓоко дојде да не гледа во Поешево и кога не виде, значи Ѓоко и рече овие деца мора да ги видам уште еднаш, значи стварно се квалитетни. И во тој период, значи не можеме да настапуваме со 16 години за екипата, мораме да видиме полнолетни 18 години. А јас и мојот брат бевме пишани постари 5 години во фудбалските книжки, во книжките фудбалски. За да може да играт. И кога Ѓоко ги зеде книжките да ги гледа, и Ѓоко ги оплоди, јас бев пишан 65-та година, брат ми исто 65-та година, па Ѓоко вика овие стари се. Кај овие не, значи овие се стари, вика, тоа не има шанса за Пелистер, знаеш она. И си замина Ѓоко, знаеш, и си тие работи, така. Значи се разочара на некој начин, затоа што сме многу постари пишани, па по извесен период му кажа дека ние не сме тоа што е, него мораме да направиме ради играњето, за да наистина бевме квалитет и направиме некако, ајде, не знам, да изиграме.
И после една година само настап значи во Поешево, значи премина во екипата на ЗИК Новаци тогашна под палката на Кире Груевски Чарлино, каде што останав 3 години цели значи во екипата на Новаци. Навистина можам да кажам дека таму научив многу работи, доста работи научив и од самиот Кире Груевски. И Новаци во тој период имаше навистина една одлична екипа. Не знам колку се сеќавате, Зоки, али ние бевме хит во таа, да речам, тогашна македонска лига која се формираше, Да. значи со распадот на Југославија. И навистина ние бевме, значи, нешто невидена добра екипа, значи потпомогнати од општината како Новаци и од ЗИК Пелагонија, така да бевме хит на таа лига. Значи освојајќи трето, четврто место и значи играме со екипи како Борац, Тито Велес, Рудар Пробиштип, Слоје Југомагнат, Неготино, Кавадарци, Приле, Победа од еден период и навистина оставиме еден силен печаток. Па тек послем, значи да дојдам во Пелистер. Значи... А во Новаци кои фудбалери беа? Исто како тебе, од Поешево, од Новаци, од другите села? Според она кажувањето, која рече 50 куќи, 20 репрезентативци, па во моментот си помислив, зависете од секоја куќа да излегува по едно талентирано дете, значи може клуб да се направи поквалитетен од овој денешниот Пелистер. Да, значи во таа екипа тогаш навистина значи бевме ние деца кои значи потекнуваат од селата, значи зборам, значи Груевски направи еден таков состав, значи изеде да речам печени деца, тој така секогаш вика печени деца, значи здрави деца, значи и па прете значи од Битола имаме дали 2 или 3 дечина само имаме во таа екипа. И другото беше се значи деца од Новаци, значи подоцна дојде и Славчо Марковски, Иванчо Котески, Божо, голманот Шењакот што го викаме ние беа исто во Пелистер. Значи имаше доста играчи кои се префрлија. А за Новаци, значи можам да кажам дека повеќето играчи, значи еден Новевски има настапувано за Новаци. Значи еден Новевски, еден Лазаревски, значи репрезентативци. Да, репрезентативци, значи само тоа зборува дека Новаци значи, бил многу, да. клуб. Значи Новаци имаше навистина, значи беше екипа која ги собира на некој начин децата кои се од селата, кои во тој период сигурно не можеле да му се доближат, зборам на тој Пелистер. Знаеме ли какви се играчи и каков бил Пелистер. Ама арно речети, здрави деца. Али со здрави деца, значи со добра работа. Имам слушано кога почна да играш и ми викаат има едно дете, здраво дете од Поешево и сега не знам дали е точно, вика не беше мераклија многу за тренинг, меѓутоа ако ќе дојде трча исто кофе што тренираат секој ден некои и по 2 пати на ден. Да, вистина е тоа дека, например, јас немам проблеми околу што се однесува до трчање и, значи, некоја си, тоа е природно нешто, значи, кај мене, јас и на 47 години, значи, настапувам, играм во третата лига, значи, македонската трета лига. Овој податок е добар за гледачите. Значи, до пред еден месец настапував заедно значи, со Ставрески и уште неколку играчи кои настапуваа во Пелистер, значи Ванчо Мицески е регистриран за ФК Поешево, Кире Грозданов има исто настапуваше, значи ние справевме екипа која едноставно ќе се дружиме, ќе уживаме во она што го сакаме, фудбалот. И потпомогнати од тие деца од кај нас, значи направиме една екипа и која добро веќе се носиме 5 години и навистина се уште имат мака. Значи мене и Ставрески да не фатат на некој начин и сите прашуваат вика да имаш 35 години. Да, реков тука сум неде околу 33, могам планирам сега да се вратам уште некоја година прва лига. Разбираш, вика кој ќе видат дека сум 46 години, вика па ти, чекај, вика ти можеш да играш уште 10 години. Добро, значи тоа е. Стигнавте далеко една година и во купот на Македонија. Значи како едно село мало зборам, значи игравме и со екипата на Ренова, која за жал загубиме во 90-та минута. Значи зборам екипа која тренира еднаш во неделата или ич не тренира и одиме на утакмица, се дружиме и на некој начин играме и тоа е нешто уживанција за секој. Изгледа и мињата игра. Да, и се да, значи освоивме и 2 пати го освоивме исто купот на општина Битола. Пред една година игравме за куп исто, значи со екипата на Гостивар во Битола, исто заврши нерешено таа утакмица, на пенали загубивме. Али ете, на пример мало село, али
големи играчи кои се уште Добро, живат во си го фудбалот. правиш интересен Да, животот, да. пак си со фудбалот играш, што би се рекло активно, бидејќи секоја недела учествуваш во тие надпревари во лигата. Мене ми е задоволство големо кога ќе има такви надпревари, не само со Поешево, јас например настапувам и со ветерани на Пелистер. Ние веќе во годината играме 6 надпревари, 6 до 7 надпревари со ветерани Велес, Гевгелија, Тетово, Да, си се собирате, Победа, старите Карам, другари. Да. Значи, можам да кажем дека битолчани Победуваат. убедливо сте, така да кажем, добри, најдобри. И Под убаво таа ветераните, дружба, еве ти си најактивен Значи, сега. играм и за ветерани на репрезентација на Македонија, имам настапувано и за ветерани на работнички, одиме во Србија, играме неколку, веќе 7-8 пати играме таму. Навистина една убава дружба, едно убаво собирање на играчи тие кои не можеме да се видиме, може време, али во една таква прилика уживаме Се собирате да се сите. видиме заедно и навистина супер се чувствуваме. Првите години фудбалски ги минуваш во Поешево и во хитот Новаци, да речам. И во Новаци сега ти и уште неколку фудбалери полека доживувате афирмации и веќе се зборува за вас. И ти во тие моменти што помислуваше? Како да ја продолжиш и каде твојата кариера? Па, знаеш како, значи, секој играч кој настапува во Новаци, значи во тој период, желба му беше да дојде во Битола, нели, да настапува за екипата на Пелист. Хаджиевски исто, значи, дојде и во Новаци, ме побара, значи, бидејќи тој пратеше цело време и гледаше, значи, како се развивам и дека стварно, значи, одам добро и првата година, значи, 99-та година јас му откажав, му реков дека не доаѓам во Пелистер, иако ме бараше. Кој е 89? 89, извини. Значи јас му откажав на Ѓоко, викам Ѓоко јас не идам во Пелистер. Викам во Новаци ми е убав, викам јас супер ми е, јас живам овде, разбираш, на некој начин тој вика како можеш така да мислиш? Викам Ѓоко, јас те разбирам и тебе. Јас викам не доаѓам, ти викам во Пелистер знам дека имате многу квалитетни играчи, ако дојдам може ќе бидам резерва, може нема да играм на некој начин. Овде си играм стандардно. Што вика старите, подобро да бидам прв село, отколку последен во градот. Јас со тие мисли, али добро, значи не сгрешив што после заминав за Пелистер, али каснев една година. Значи кога Пелистер веќе доаѓаше до распадот на поранешна Југославија, значи кога излего екипите на Динамо Загреб, Да, Пелистер влезе во првата лига, да. Прва лига и јас бев дел, значи од таа екипа и поминаме таа една година, навистина едно искуство, едно добро за мене како млад играч, на некој начин, она што гледаш, например, играш со Звезда, играш со Партизан. Да, ти од Новаци веднаш дојде во Пелистер и прва лига. Така и после трето коло, значи прва моја настап од почеток, што викам на надпреварот, беше точно со Партизан во Битола. За гледачи не прашува. За гледачи не прашува и немаше место, значи знаеш како е во Битола. Мене вака излегувам, си викам сега што ќе правиш, како ќе правиш тоа. Али не знам, на некој начин така се опуштив и изиграв феноменално без разлика на резултатот дека загубиме 2-0 од Партизан. И одма после таа утакмица веќе имаше реакции и од самиот тренер на Партизан Ивица 8, кој одма после надпревар праша кој е она дете со број 8. Значи јас не се пресам. Кој е она дете? И одма се заинтересира Партизан да дојдат да ме земат. И имаме неколку контакти, значи со Бјековиќ, со Стојанче Ристевски во Скопје, али Стојанче беше генерален секретар. Стојанче беше генерален секретар на Партизан, али за жал не наидовме на разбирање со тогашниот претседател Бутлевски, кој побара огромна сума на пари, значи пропадна тој трансфер мој за Партизан. Иако ми беше желба, значи јас да заминам, значи како и секој фудбалер, дека така тогаш беше начинот на играње, дали Вардар, значи прво беше Вардар, нели Пелистер, па во Вардар играчи, после Белград, Звезда и Белград, па да Партизан. заминиш на некој начин погоре кај што стварно можеби ќе беше сосема поинаку, али не ми било таа среќа да и остана во Битола. И остана 3 години, 4 години. Скоро 4,5 години останав, значи во сега, ајде за тој период во Битола, некој надпревари, купот на Македонија и така. Значи, нешто што ќе остане запаметено по квалитет, значи по играчи, по публика,
и по се она што е фудбалско, значи што секој фудбалер би го сакал да го доживее, точно беа тие 4 години, каде што навистина, значи, кога играме надпревари со Вардар, значи тоа беше празник. Значи, буквално беше празник, секој фудбалер живееше да биде за тој меч. Да, тачно. Значи да биде на тој надпревар, така и јас навистина, знаете како, тоа е, значи, 2-3 дена пред надпревар во Битола со осеќајна клима, каде што мислиш дека се врија и дека се чекат само недела да дојде за да почне надпреварот. Значи се организираат шкембари, се организира публика, значи едноставно навистина доминира фудбалот и се живее фудбал. Значи и фудбалерите и градот. Значи тие надпревари ќе останат секогаш во сеќавање и добро е што јас не само со Вардар, значи дерби надпревари беа и со Победа, беа и со Силекс едно време, беа и со Слога и го Магнат. Значи во тие периоди кои навистина ги одигра феноменално. Значи такви надпревари како да сум роден изгледа за тие такви надпревари. Значи на секој таков надпревар голови си постигнува со тие добрите екипи и затоа и после и луѓето, значи и публиката гледаја во мене дека браво дете, знаеш, добар си, супер си, ова на јас страмежлив така тогаш, дете од село, знаеш така викам дете од село и полека веќе влегоме, знаеш, во тој ритам и потоа се чувствува многу пријатно. Битола ми беше, например, Пелистер ми беше во срцето и во еден наврат дури Вардар. Тогаш се пресели овде живееше или си остана во Поешево дека близко? Останав да живеам Поешево дека е близко, али имав јас тука стан во Карпош, значи за време на одмор, кој имаме 2 тренинзи. Али секојаш навечер практикував да се вратам еднаш дома, па после пак ќе се вратиме, бидејќи беше близко и заедно живееме со Ставревски и Ендековски, тогаш беше исто во Пелистер. Да кажем многу убаво време, значи супер и тие надпревари, значи ги спомна со Вардар, Вардар, Победа, значи Слога, Силекс, кога доминираја тие такви екипи. Да, па Вардар беше 3 пати, па Силекс 3, па Слога 3 пати се реда еден пат. Така се реда, али тие беа сите дерби надпревари, затоа што знаеме дека тие беа сите горе. И како Пелистер не стана тога шампион? А имаше таков тип. А секогаш Пелистер имаше доста квалитетна екипа. Не знам кои се причините, што се причините. Ама нешто ќе се случи. Нешто се случуваше сигурно. Не дека Пелистер немаше, значи во тој период играе некакви не играчи, значи тука беше и Кире Грозданов, Аце Василевски, Димов, Драган Веселински, Пикси, Деви Главески, Раде беше Карамфиловски, Ставраски, Борче Јовановски, значи беа вратени Китановски, еден период беше Канатларовски, беше исто дел од таа екипа, Цветановски беше, Цветковски, значи Петар Милошевски, покоен да што ќе го спомнам. Навистина, значи плејада на млади Ванчо Мицевски, значи уште многу ги имаше, значи екипа која навистина за респект. Како ги наброи Бињао, навистина страв да те фати од екипата, ама не стигнавте да бидете шампиони, освоивте само куп. После кога јас заминав за Германија, со враќањето на Митко Стојковски, значи тогаш се освои, тогаш го освоја купот, али јас бев дојден во тој период, значи од Германија, од тенис во Русија, веќе се вратив 6 месеци во Битола и тој период Пелистер излезе и во Европа, ама јас пак се вратив во Германија. И ти во Пелистер одигра неколку сезони до 96-та. До 95-та децембар, значи 96-та јануар веќе заминав за 96-та. Како дојде тоа да заминеш во Ханза Росток, значи тие те следеле, виделе дека тоа што викаш селско дете од Поешево има нешто во себе, па еве да го земеме во Бундеслигата. Точно така, знаеш, тие без јас мислам да знам или тие неколку пати биле, значи повеќето настапи ги прателе со репрезентација, значи како што ми кажа после тренерот Франк Пагазоров, значи во еден момент седнаме, разговараме малце, вика не, мислиш дека ние дојдоме со екипата на Новаци да гледаме, играме за куп со Новаци на ниво на општина Битола. И јас демек сега ги дриблам, нешто нормално што е, даваш вика не те гледаме ние тука, вика ова не значи ништо, јас дојдов да потпишеш договор мене вели. И јас малце така останав чудно, значи работа е завршена. Мене не ми се верува дека е така,
али вика, она што најпоđe ни остави вика впечаток, да знаеш дека ја надпреварот во Елче против репрезентацијата на Шпанија, значи Македонија, Шпанија-Македонија, со Антон Дончевски, кога загубиме 3-0, без разлика на резултатот, ние играме многу добар надпревар, играме таму. И вика, ти вика одигра страшно и вика, не, затоа и не се двумавме повеќе, дојдовме директно, вика, значи дојдов со договор, значи не дојдов во Македонија без договор, него дојдов со договор. И јас тоа најкако како дете, викам, сега треба да заминиш за Германија, знаеш, Бундеслига. Викам, кај ти оди сега, си кажеш вака, ово, она, ништо непознато, знаеш, јазик не знаеш, ова не знаеш, ништо, леле, си викам. Ти да не се плашиш од дисциплината германска тамо, тренинзи и тоа. Свилам јас, Тони, знаеш како, значи, полега мораш да одиш, значи, мора да одиш, и ја заминав на лекарски прегледи, значи, децембарот, заминав на лекарски прегледи и поминав нормално и после дојда во Битола, ги потпишаме одма да говорите и тие само да те гледат, не требале на преглед да те. Тоа беше чудно за значи еве може ќе открием овој пат, значи може нигде немаме откриено. Кога бев на прегледи првиот, значи кога бев таму, правиме некои вежби кои не тераа да застанеме, значи со раци и нозе да застанеме, да видите колку можеш да седиш. И јас си застанав. И стои. И јас си седам и тој вика уште можеш, ми преведува, значи менаџерот Фали Рамадани ми беше менаџер. И Фали вика прашува дали уште можеш да нема проблем ако сакаш 15 на 20 минути. И тие вика се чудат и после излезе еден надпис вика дека ваква мускулатура досега немаме видено, знаеш, некој играч некој што има да идем. И јас се смеам, викам, па тоа е тоа што викам јас селско дете. Таа мускулатура тука е градена. Да. И така, значи јануар заминав за Рослог. Ханза беше во првата лига. Значи првата Бундеслига тогаш влезе во тој период. Веќе беше 6 месеци влезе, значи јас дојдов и значи под водство на Франк Пагазов, навистина кога дојдов беше нешто да речам за мене ново, значи терени со грејање, значи во зима да нема снег, ти гледаш нема снег, да има снег на теренот, нема, мугам шо е работа, да вика има грејање. Ќе ти не прашај. Знаеш, викам, кај сте, викам, ние не можеме да тренираме, така, кај нас нема кај да тренираш. И навистина феноменални услови, после кога почнаа да надпреварите, кога ќе гостуваш во Хамбург, кога ќе гостуваш во Минхен, кога ќе гостуваш во Дортмунд. И за среќа, мојот прв настап беше точно во Дортмунд, кој како дете, кога ги гледав, Русија Дортмунд нели стана тоаш европски првак, значи таа година. Да, европски беа, со Хитфилд. И самиот Свилев, дали некојаш тиве дете ќе стапнеш на стадионот некојаш, вака. И првата моја надпревар точно на тој стадион. Она нешто беше, значи, за воскет, наистина, кога излегав. Како се чувствуваше? Трема имаш или не? Трема. Те мотивираше повеќе самиот факт. Осеќав некоја си трема, затоа што прв пат гледаш 50, 55, 60 илјади и се замисли ти излегаш играш против Мелер, Шапуиза, Рикен, значи играчи кои едноставно ги гледав на телевизија, значи зборам 5-6 месеци и сега јас треба да играм против нив. Значи тоа германска машинерија. Па си кажам, и се нема. Таму, знаеш како, ти објаснува тренерот и се мораш да си го работиш. Бори се игре. И за среќа наша ние победивме 1-0 таму. Значи победивме и па можам да кажам, може не истрчав 10, ама сигурно 12 км, 13 км. И тие сами се прашува, вика, ова дете, вика, колку истрча, вика, не е нормално како истрча. Јас бев задолжен за Андреас Мелер, цело време да одам, да, значи цело време да одам по него, а тој знаеме, значи како што ни кажува тој дека еден од најспремните играчи во Бундеслига. Да, тој трча ти по него и мора и ти километража да набиеш. Да, на крајот јас ви кажува тие, знаеш, вика менаџерот ми преведува, вика супер, вика презадоволни, знаеш, вика и медиуми и сите работи. И победа и тоа еден старт на пример во една таква лига, навистина. Па еве гледаме сега кога следиме и објавуваат нели податоци измена кој ќе има на пример во 86-та или 89-та минута и 9 километри ќе речеме или 10 километри, ти 12 и кусор. Тоа за фудбалска игра е солидно трчање. Секогаш спремен, значи други припреми, значи кај што навистина е нема тука не можам, како што викаме ако ме фати малце ногата да одморам малце, не можам. Значи таму нема одмор. А правеше некогаш таму кој ќе ти беше тешко да речеш нога ме боли или. Ќе си зачутев само ќе си продолжив. Боли, значи
не смееш воопшто да на стартот одма покажеш дека ти еве не можам или ово. Добре, присутен е и сравот, сите трчаат, сега ќе речат овој ако Значи не се работи дека имаш тројца играчи. Постојано повреден го тргаме. Ама во тие екипи рачунаш дека имаш 18 репрезентативци. Значи не само тој од Македонија, него пази таму беше Сергеј Барбарец, значи Бруно Акраповиќ сега тренерот на Шкендија. Значи беше Горан Марков, Борче Томовски беше Акраповиќ што играше, ме интересира. Заден везен играше Акраповиќ, заден везен, значи стандарден беше. Стандарден беше, да, значи заедно бевме и во Котпус, и во Енерджи Котпус, заедно бевме, а дел и бевме и во Тенис Борусия. Значи со него имаме околу 4 години заедно играно со Бруно Акраповиќ и тој беше еден борец, значи борец кој до крај, значи таков беше менталитетот него, значи не сакаше, знаеш, кој ќе водиш, тој се тепа и она и се го гледам по овие изјави што ги даваат сите, дека карактерот дека него менел дека истиот е тој. Акраповиќ, да, воинствен дека тој нема да дозволи дека како што ни јава не можам сега, знаеш, ме боли ногата, она. Значи добро е за тоа што го прави. Ама тогаш и како да прочитав нешто дека малку си сакал да ескивираш тренинзи или што беше? Не. Или тоа беше новинарска измислица, а затоа што околу парите. Ратата исплатена, ко си барал кога ќе биде втората рата, вика зависи од тебе нешто. Знаеш како Зоки, јас не ни знаев ни да прашам во тој момент, во тој период. Така, значи јас не можам ни да прашам. А може би се тие некои, ете, рекла казала, да речам нешто, знаеш, некој што некој што викаме не може секој да не сака. Може некој сака да напише. Не, или некој да направи девек сензација мала или интересна работа за популарен човек, еве сега и ова. Так, знаеш, али како што викам, значи парите, значи таму не може да касни. Значи, нема договорението се почитува и нема тука. На први си први. И први готово, нема поќе. Некако овде утре, други ден петок, па сабота не работат банките, другиот понеделник, па празник е. Значи нема таму. Значи, па нема кој да потпише. Така, значи ние никогаш јас апсолутно во овие 8 години во Германија никогаш не сум прашал апсолутно дали ќе има плата или нема плата. Знаеш ќе стигне. Значи нема шанса да не стигне. А во Ханза колку време остана? Во Ханза значи останав 2,5 години. Значи 96-та, 7-та и 8-та на половина. Имав една потешка повреда во Ханза. Кажа за Ханза, за оној надпревар со Борусија Дортмунд, друг некој против Баерн и така. Знаете како, значи можам да го кажам за секој надпревар. Зборуваме и за повредата. Да, значи добри надпревари кои исто, значи беше со Шалке кои ги добивме во Росток 2-0, 4-0 го добивме Херта, добивме Штутгарт го добиваме. Значи едноставно ние дома играме феноменално. Значи не во период кога беше Евалд Клинен, бидејќи тој замина за 6 месеци, јас кога дојдов, тој си замина, ојде во Хамбург, а дојде на негово место дојде Евалд Клинен. Значи искрено да кажам, можеби еден од најдобрите тренери со кои сум работел, значи со кои сум тренирал, значи нормално да не ги да кажам дека и нашите тренери, значи пред се, значи Ѓоко, значи за репрезентација кој имаме одличен однос, значи човек кој знае да направи атмосфера. Си знае работа. Си знае работа. Што треба. И затоа имавме таков успех 11-12 надпревари без пораз, значи пријателски кој квалификацијски сигурно и рейтингот ни беше висок на ранглистата на победа од 11-1 со Лихтенштајн точно токму под палката на Ѓоко, значи јас ги почитувам сите, значи нема да забикувам ни Смилевски, ни Кире Груевски, ни Тарзано, ни Кечан, значи тренери кои Јонус, кои ми биле, значи за сите имам, значи ете, добро мислење, без разлика, али овде во Германија, значи се работи за Германија, значи не разговараме за Македонија, значи буквално нешто што јас се изненадив како човекот знае да се постави, знае да не мотивира, знае да ни објасни, знае да ни каже, мене ми се има десен точно да играм, значи 4-5 надпревари со ред, да дам и 3 гола во тие 5 надпревари, наредната утакмица видам на клупа. Значи, а тоа вака не делуваше психолошки на тебе, што се случува? Да, јас викам што е проблемот се, зошто овој не ме става да играм. Али пази човек, пред да почне утакмица дојдите да викни. Значи и ќе ми објаснеше. Значи ова играме вака,
не ради ова, не ради ти дека не треба да играш. Значи играме ради тие, што така и така, тие биле Тие ќе добри се завршат на скок да. игра со глава, немек ти си малце послаб, ќе клам некој што може појде. Разбереш, ома ќе го сватиш, ќе го разбериш дека Тоа е поради тоа, поради тактиката што ја замислил. А не замислил. дека ако кај нас му речеш дека не го клаваш, ај не идам појде на тренинг. Као што прават сега. Значи, така има такви случаи моментално во Македонија. Таму не смеш, значи ти објаснува и затоа имаш еден пристап према играчите кои навистина ние сите го ценевме. И знаевме ние дека и ако не играм ова, ќе играм наредно така сигурно. Ти тој стандардниот во Ханза и да не го играш тој надпревар, ти кажува зошто. Ти кажува зошто и значи комплетно пред секој надпревар имаме по 3 сати значи анализи и кои ти каже дека ова играч е твојот играч, ова страна е твоја страна и не го интересира поќе ништо. Значи не треба да дош ни лево, не треба да дош ни напред скроз, значи ти кажува овој дел, значи овој дел е твоја работа. И ти ако не го исполниш што, знаеш како е таму. Ги дели на сегменти, секој да си изврши својата работа и се доаѓа до тој спој. И секогаш мораш тоа да го работиш. Значи, али самите тренинзи, пошто тој известен период работеше со Јуб Хенкенс, значи мислам дека беше во Тенерифе, во Шпанија заедно работа, па тој како помошник му беше и воведе нешто ново, нешто што на пример немаше толку трчања како што ги имаме предходно, значи да трчаме по 15 километри од Сабајле, поручек имаме пресин, вечерта имаме теретана, значи 3 пати дневно тренинзи. И едноставно само со топка. Значи сите трчања што ги правиме, ви беше поинтересно. Нас ни беше многу добро, многу Топката интересно. Топката е тука. Супер, значи зналци премногу, да речам дека значи јас како што кажам, значи Сергеј Барбарец беше тогаш, значи Игор Памич беше, да ги кажам, Шнајдер беше, тие играчи, значи ги имаше доста, Тимо Ланге, да не направам тие германски играчи кои навистина, значи направена компактна екипа кој технички ја дотера невидена работа. А ние бевме четворица, значи Балкан, што викаме ние експрес. Ние така ги викаме Балкан експрес, излеговме на слика, знаеш Памич, јас Барбарес, ево е Балкан експрес, пазете се од овие на некој начин. А некој шок вака надпревар што сте очекувале лесно да го добиете, а сте биле поразени? Надпревар кој јас секогаш го спомнувам, значи со Келн, значи беше надпревар, последен надпревар во Росток. Нас ни треба еден бод за да излеземе ние во Европа лига. Значи замислете во Бундеслига, значи екипата на Ханза Росток да излези во Лига Европа. Во Европа. И сега значи нас ни треба еден бод. А од другата страна Штутгарт, например тоа беше Митко во Штутгарт, и ние Митко ќе одиме во Европа, вие нема да дојде. Ќе видиме, викам Митко. Знаеш, а нив му треба победа. Дома тие си победува нас само со бод, ние излегуваме пред Штутгарт. И нас ни се дешава 87 минута да примиме гол. Значи да изгубиме 1-0. И трагедија. Значи трагедија, значи стадионот, значи преку 25.000 беше тоа стадионот народ. Значи јас мислам дека попаднаа сите, да и управата и се, знаеш како не можевте да се одбраните, што се случи? Ете случајно Тони Полстер ни го даде голот. И башка на сето тоа ние имаме значи високи премии, зборам високи премии кои знаеш како никој не очекува дека вие ќе бидете петто место и се ќе речете ви по зборам 100.000 марки премија ако излезете во Европа. И тие 100.000 марки паднаа во вода за 3 минути. И јас знаеш како вака си викам се си рачунам 100.000 марки, знаеш Македонија, знаеш, хањас, си купиш стан, ово, не си земиш кола, не си си рачунам. Одиме во VIP ложа, дека што после надпревар јадат, пијат, знаеш, овака што седи. Сите фудбалери си наздравуваат. Викам, добро, вие викам, нема е криво. Не бе, викај в година може ќе излеземе, не мораме да ова година в година. Пивото и пивото си пијат. Викам, ѓермански менталитет, така да. А ние ќе удираме главно. А ние ќе удираме така, нема, значи зборам и 10.000 евра марки да се, значи пари се така, значи за 3 минути и за 5 минути да ти треба да не решен резултат. Митко што направи тогаш? Ти излегува пред нас и пак Македонец. Пак Македонец, барем ти си, ако не друг. Да ти биде полесно.